8 нови случаи на затруени свадбари од втора свадба во Кочани побарале медицинска помош на ефективното оделение во Штипска клиничка. Меѓу нив се и невестата и нејзините родители кои иако покажувале симптоми на затруеност, негирале дека труењето е резултат на храната која била послужена на свадбата. Сепак анализите на примероци од храна со кои се затруле петмината свадбари од кочанското село Тракање потврдија присуство на ентеропатогени бактерии. Од Центарот за јавно здравје во Кочани информираа дека резултатите покажале присуство на голем број бактерии од видот Salmonella enteritidis и ентеробактеријаци во веќе подготвените и замрзнатите пирошки со пилешка шунка, кај филот за пирошки и кај смесата од јајца со презла. Резултатите од испитувањата веќе се доставени до инспекцијските служби, кои го затвориле објектот во Кочани, каде што се приготвувала храната, а потоа е дистрибуирана до рестораните каде што се одржувале свадбите. Иако беше најавена пресконференција на Центарот за јавно здравје во Штип, се уште никој од надлежните не излезе јавно да проговори за труењето на 20 на лица. Кочанската фирма која ги приготвила пирошките од кои се затруле кочанчани е истата која доставила храна пред 2 седмици на 3 свадби во Штип, а 16 лица завршија на инфективно оделение во Штипската клиничка болница. Оттаму велат дека засега сите хоспитализирани затруени лица се во стабилна здравствена состојба.